вечер за ДПСМ, добро вечер за најголемата победничка коалиција. Пред една година СДСМ реши да се реформира. И се реформира на тој начин што се одбра нов лидер. За лидер го избра Бранко Црвенковски. Колку што јас паметам, Бранко Црвенковски им беше лидер до 2004 година. Сега ни предлагаат, односно ги повикуваат граѓаните да гласаат за нив, бидејќи новиот премиер на државата ќе била Радмила Шекеринска. Значи повторно една голема реформа на СДСМ. Колку што паметиме сите заедно, Радмила Шекеринска беше кандидат за премиери во 2008 година. Инаку во нивната програма тие кажуваат: ќе се обидеме, односно ќе го вратиле достоинството на пензионерите. Оние истите кои што им намалија додека им го враќаат достоинството на пензионерите пред неколку години, успеаат да им ги скратат пензиите за 8%. Истите оние кои што кажуваат дека сега ќе делат субвенции и најавуваат дека ќе делеле субвенции, во нивниот мандат делеа едва и 5 милиони евра годишно, а оваа влада само оваа година подели 100 милиони евра за земјоделците. Значи 20 пати повеќе од нив. Почитувани граѓани, тоа се реформите на СДСМ. И затоа ние на 5 јуни треба да им кажеме не на таквите антиреформисти и да гласаме, односно да дадеме едно големо да, за да победат вистинските реформи и да победат вистинските реформисти. Заради сето она што како коалиција го предлагавме, победивме во 2005 година, победивме во 2006 година, победивме во 2008 година, победивме во 2009 година. И затоа на 5 јуни сите заедно да го заокружиме бројот 5 и по 5 пат да победиме. Почитувани граѓани, не знам дали го паметите моментот кога опозицијата наводно се обедини. Оние 14 партии околу СДСМ кога се обединија на нивната телевизија, нема сега да ја споменувам, има одреден ТВ дуел. Сами меѓу себе си правеа ТВ дуел. И еден од тие опозициони лидери, господинот Тито Петковски, истакна: значи ние сме свесни, тоа го цитираме сега, нели, Тито Петковски, бил свесен дека ВМРО ДПМН и коалицијата ќе победи. Меѓутоа бил убеден дека они ќе ја формираат идната влада. Замислете, тоа е мрачното сценарио на опозицијата која што сега се обидува на сите нас да ни го прикаже. Значи тие се свесни дека губат, меѓутоа сакаат во една поширока коалиција тие да ја формираат идната влада на Република Македонија. Епа ние мораме заеднички да кажеме не на такво нешто. Мораме заедно да излеземе, масовно да гласаме на 5 јуни, масовно да го заокружиме бројот 5 и вечерта откако ќе ги слушнеме победничките резултати, да го поздравиме сегашниот и идниот премиер на Република Македонија, господинот Никола Груевски, и да ги поздравиме на 62-та пратеника кои што ќе влезат во идниот парламент од оваа коалиција. Ви благодарам да сте ми живи и здрави, да живее Капиштец, да живее Република Македонија.